Гласници на надежда. Глава 9. Направи што е правилно. Се чини дека за многу луѓе правилно и погрешно едноставно се изразување. Таквите личности имаат малку на што да ги темелат своите заклучоци. Одлуките за правилно или погрешно често се носат врз основа на се што им одговара, па затоа прават како што им одговара. Но дефиницијата за правилно и погрешно е многу јасна. Библијата ги утврдува мерилата за правилно и погрешно. Тоа е причината за оваа порака. Направи што е правилно. Но, како што реков, за многу луѓе правилно и погрешно е само погоден термин. Причината е, тие никогаш не ги барале основните стандарди врз кои можеме правилно да расудуваме. Тогаш, поради тоа што човекот е расипан, тие прават погрешен избор. Со зборот расипан, мислиме на некој кој не мисли разумно. Тие немаат основа од каде да размислуваат разумно. Мило ми е дека Библијата ги утврдува стандардите на правилното. Во Светото писмо по Јован, 2 глава, од 13 до 25 стих, ни помага да разбереме како да го правиме тоа што е правилно. И беше близу јудејската Пасха, и Исус се искачи во Ерусалим. И ги најде во храмот продавачите на волови, овци и гулаби, и менувачите на сребреници, како седат таму. Направи камшик од јажиња и ги истера сите од храмот, заедно со овците и воловите. На менувачите на сребро им ги истури сребрениците и им ги преврте масите. А на оние кои продаваа гулаби им рече: однесете го тоа од тука, не правете трговска куќа од домот на мојот татко. Неговите ученици се сетија дека е напишано: ревноста за твојот дом ме изеде. Тогаш јудејците го прашаа: со каков знак ни го докажуваш тоа што го правиш? А Исус им одговори и рече: разурнете го овој храм и ќе го подигнам за 3 дни. Тогаш јудејците рекоа: храмот е граден 46 години, а ти за 3 дни ли ќе го подигнеш? Но тој зборуваше за храмот на своето тело. Кога воскресна пак од мртвите, неговите ученици се сетија дека го рече тоа, па им поверуваа и на писмото, и на зборот, што Исус им го рече. А кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, мнозина поверуваа во неговото име, гледајќи ги знаците што ги правеше. Но самиот Исус не им се доверуваше, затоа што ги познаваше сите. И немаше потреба некој да му сведочи за човекот, затоа што самиот знае што има во човекот. Од ова искуство во животот на Исус, ќе ви извадам неколку заповеди кои треба да не упатат на вистинскиот начин. Исчисти. Кога Исус отиде во храмот на Бог, тоа свето место каде Бог рече дека ќе го стави своето име, го најде загадено. Тој виде како човекот продава волови, овци и гулаби, именувачи на сребро. Таму, на светото место, место кое е поставено за обожување на Бог. Тоа е местото каде што Божјото присуство било очигледно. Во деновите на Соломоновиот храм, Божјата слава се спушти и го исполни храмот со неговото присуство. Во тоа време, Исус ги најде тие луѓе како продаваат волови, овци и гулаби, именувачи на сребреници. Тој им заповеда да ги изнесат овие работи од тука. Исус сакаше домот на својот татко да биде чист и погоден за обожување. Се има во предвид за кое нешто ние треба да разгледаме во програмата за расчистување. Не само што треба да го чуваме домот на обожување чист и погоден, и штом светиот дух на Бог живее во нас, кои сме наново родени, ние мора да ги чуваме нашите животи и тела чисти. Тоа значи да го довршиме тоа што е правилно. Втората заповед е: зборувај. После ова искуство на чистење на храмот, луѓето кои беа под влијание на програмата дојдоа и го прашаа Исус: со каков знак ни го докажуваш тоа што го правиш? Како се однесуваш така? Мора да имаш некаков авторитет за да го правиш тоа. За нив знак или чудо би бил правилен доказ. Чудата беа следени од старите пророци како што се Мојсей и Илија. Прашањата на учениците беа вистински прашања. Тој пак им даде збунувачки одговор. Еве го знакот. Тој рече: разурнете го овој храм и ќе го поддигнам за 3 дена. Ова беше збунувачки одговор. Веднаш помислија на храмот каде што стоеја.
Тогаш тие рекоа: овој храм е граден 46 години, а ти за 3 дни ли ќе го подигнеш? Добро, гледате, ова беше недоразбирање за неговите намери, затоа што тука сме информирани дека наместо да се осврнуваме на физичкиот храм за кој Ирод го изградил, Исус алудираше за неговото тело. Тој предвидуваше за тоа како тој ќе биде распнат и како ќе воскресне на третиот ден. Ова на учениците им стана многу јасно после неговата смрт и воскресение. Тогаш тие видоа како неговата изјава се однесуваше за неговото тело, не за храмот од камен каде што стоеја. Би сакал да ти покажам на начинот на кој Исус зборуваше, ќе ти помогне да правиш добро, затоа што во неговата постапка застапена е важноста на верувањето. Мора да веруваш во него, дури и ако не можеш да видиш знак или чудо. Третата заповед која што ви ја покажав е: отвори се. Исус беше присутен таму за време на Пасхата на јудејците. Тоа беше време на обележје на нивното избавување од Египет, кое беше под воството на Мојсеј, уште пред многу години. Исус беше таму во градот Ерусалим, каде што го следеше овој меморијален празник на избавување. Многу кои го видоа него и неговите чуда, кои тој ги направи тогаш, поверуваа во него. Чудата им ја отвори верата во него. Тогаш забележуваме дека Исус го познава секој човек. Со други зборови, Исус ги познаваше дури оние кои се обидуваа да се скријат од него, но не можеа, затоа што Исус го знаеше секој човек. Не беше потребно некој да му сведочи него за човекот. Тој знаеше што е во човекот. Немаше што да се сокрие. Некои се уште се обидуваат да се сокријат од Исус, но тоа е невозможно. Кога тој беше тука, тој го знаеше секој човек. Сигурно сега, откако воскресна, тој има знаење за секого. Тој има знаење за тебе. Ти можеш да се обидеш да се сокриеш, но не можеш. Важно е да разбереш дека тој знае кој си и каде си. Не ти помага да направиш што е правилно? Прави тоа што е правилно. Но ти ме праша: како да го направам тоа? Добро, прво исчисти. Тој ќе го направи како што тој го исчисти храмот. Тој ќе те исчисти тебе. После зборувај. Дозволи му тој да ти каже што треба ти да знаеш. И отвори се. Тој секако те познава. Сега тоа е едноставно. Исчисти, зборувај и отвори се. И тогаш ќе можеш да направиш што е правилно. Гласници на надежта.